Наместо да се издаде решение со кучињата скитници, град Скопје објавува повици за формирање на комисии кои го одредуваат степенот на каснување. Главниот град последните години не наликува на метропола. Бездомни кучиња демнеат преку ден и навечер. Пријави за каснување има во повеќето општини, а во билтенот на МВР речиси секој ден се регистрирани нови случаи на каснување кои по спогодбен или судски пат одлеваат илјадници евро од градската каса за надомесна штета. Околу 1200 тужби се пристигнати на адресата на град Скопје само во последните 3 години, додека во тековната досега се регистрирани околу 350 каснувања. Оштетите кои се предвидени согласно законот изнесуваат од 35 до 90.000 денари. Граѓаните загрижени за својата и безбедноста на своите најблиски. Вината ја гледаат во локалната власт која не презема доволно мерки за решавање на проблемот. Прво јас сум касната од куќа. И сега откако некој мене ми е страф. А треба да има малце внучиња имаме. Ај, нас старите нека не изедат, ама кучиња, децана. Касната сум од куќе, ме има легнато доле, патиките ми ги искина, вентјагата ми ја искина, ама не сум знаела дека тоа треба да се пријавиш и може да добиеш и да надокнада. Затоа што има случаи кога се пуштаат вака. Став за решавање на проблемот со личните кучиња на хуман начин побаравме од град Скопје и од јавното предпријатие Лајка, но до моментот на објавување на прилогот одговор не е пристигнат. Ветеринарите сметаат дека проблемот треба да се решава темелно и системски. Алармираат за присуство на кучиња кои талкаат по скопските улици, а се инфицирани со заразни болести кои лесно може да се пренесат и на луѓе, не само преку каснување, туку и преку директен допир. Сметаат дека ваквите случаи треба да бидат третирани со посебни протоколи. Уличните болести најчесто имаат и исто покрај шугата, исто така и лајшманија се дијагностицира, така да тие кучиња кои законски гледано се еутаназира доколку се во прифатилишта во станови, најчесто се врши еутаназија и такви кучиња не се дозволува да излезат на улица, бидејќи се сметаат за опасни, потенцијални заразни, така што лечењето е многу тешко. Последно низата на случаи на каснување која загрозија јавноста е на ракометарот Вуко Борозан, кој во обид да ги одбрани своите деца кои биле нападнати од лутница кучиња се здоби со телесни повреди констатирани на скопските клиники.